Државата попушти. Повеќе пари од наплатата на данокот на додадена вредност наместо во централната ќе одат во општинските каси. Во моментов општините добиваа околу 4,5% од парите што се собираат на име данок на додадена вредност. Најавите се дека во иднина тие ќе располагаат најмалку со 6% од овие средства. Ако општина Пробиштип по однос на ДДВ месечно добива 2 милиони денари, тогаш би добивале околу 4 милиони денари, кои што и не е така мала сума. Во овој момент точно не знам колку процентуално би биле средства од тие 65 милиони за општина Пробиштип. Ова минимално зголемување нема да влијае на намалување на долговите на општините, но ќе биде значајна финансиска инфузија во тековното работење. Не може ова да не ги намали долговите, меѓутоа можеме послободно да работиме и да направиме некои работи во однос на инфраструктурата, секој во својата општина. И ако тоа ќе се работи за наредната година, не сега од 2018, меѓутоа секако дека ќе ни од голема помош. Инаку ние се на разговорите тога со премиерот бараме процентот од 4,5% да достигнеме до 10%, меѓутоа секако овде ќе се видат и финансиските импликации во однос на централниот буџет и за да знаеме во колка мера може да се, во кој процент од ДДВ-то може да се прави поврат кон локалните самоуправи. Со сличен став се речиси сите градоначалници од регионот. До сега процентот на ДДВ кој што го добивавме беше 4,5%, барањето во ЗЕЛС беше да се зголеми на 6, нашите барања беа многу поголеми, меѓутоа јас се надевам дека со одлука на владата која што е донесена, формулата по која што ќе пресметуваат и приходите кои што ќе бидат многу поголеми од овие што се досега и ќе ни помогнат за реализација и на проектите и за сервисирање на општината. Која општина колку пари ќе добие е прашање кое дополнително ќе се утврдува. Засега е донесена само уредбата за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2018 година, која што е дел од документи за рамномерниот развој на општините. Деталите ќе се утврдуваат во периодот што следи.